Да му ги совираш чорапите. Па добро, може. Минимум. Тоа е значи нешто основно што не ти е проблем да го правиш по дом. Не ми е проблем, не ми е проблем. Да завршиш негови обврски до банка. Па зашто да не? Мислам, ете, принц третман, ако љубовта за мене е голем компромис и ако нормално со тоа би можела да му помогнам, ако тој нема време тоа да го направи, зашто да не? Не гледам. Да го масираш секој втор ден. Не. Да му пишеш прва. Да, принц третман. Јас верувам во тоа дека кога некој човек ти го сакаш или ти фали или сакаш нешто убаво да му кажеш, животот е премногу краток и би можел во моментов да му го кажеш тоа, не треба да гледаш на тоа дека ама јас сум девојче или он треба прв да пише, не. Јас сум за тоа дека слободно секој човек треба да си ги искаже чувствата, подобро да ги искажеш и да си изјасниш отколку никогаш да не бидеш слушнат. Да организираш date nights. Јас немам проблем со тоа, принц третман, ја обожавам да организирам, секогаш сум главниот организатор и во нашето друштво со задоволство. Ова е нешто поврзано да му организираш роденденска прослава, значи ти да бидеш организаторот. Исто би го направила со драго задоволство, принц третман. Да му ги чистиш чевлите пред секое излагање од дома. Па види, еден дечко или маж, ако тоа захтева од тебе, значи веќе не те гледа како љубовта на неговиот живот, а ме гледа како слугинка или не знам, не е тешко да си изчистат чевлите за 2 секунди, тоа е 2 секунди од моето време, ама зашто да го правам секој ден јас тоа за некој кого он би можел и сам. А да му ги пеглаш кошулите секогаш. Па не знам добро да пеглам. Подобро сам. Би му ги оштетила, после ке треба нови да купува. Така. Имаме за крај да му ја платиш сметката во ресторан. Немам јас проблем со плаќање на сметки и дечкова сега го знае тоа, така да немам проблем.